Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа, едно од последните во ова календарска 2024 година. За вас кои сте мембар и мембарсте, користите опцијата Membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Ова и наредните една или две политички анализи ќе се паднат на празник или на ден пред празник, ова на католички Божик. Сите кои го честитате или го славите католички Божик, ви го честитам денот, да е за многу години. Следната во вторник ќе биде на 31 декември, значи во очи славењето на нова година, па на православен Божик на 7 јануари, така што ќе се договориме кога ќе бидат емитувани наредните политички анализи. Вечерва ќе имаме интервју на Сител телевизија, на подкастот на Сител телевизија во 20 часот, трае некаде повеќе од 1 час и 30 минути. Ако биде пуштено во пакет или во комплет, ќе видиме како ќе го стират колегите од Сител телевизија. Така што многу ми има, за мој вкус премногу ми има на медиумите, на социјалните мрежи, меѓутоа ќе издржиме ова пред нова година. И уште една, веројатно политичка анализа пред редовната на 31 декември или на 1 јануари, ќе видиме кога ќе објавиме, петок или сабота за Васил Топурковски, тоа што ви го доложав, бидејќи на 29 декември најавив дека ќе имаме редовна емисија во Центар, меѓутоа дел од екипата замене на прослава на нова година, на божикните празници, дел е тука. Воопшто и нема некој амбиент да се следи сериозна политичка емисија или сериозна политичка анализа. Погледнете што се објавува на социјалните мрежи, кафани, прослави, како луѓето да се пуштени од Синџир. Знаете, после короната тоа може да беше вообичаено 2021, па 2022, па 2023, меѓутоа тоа сега ескалира 2024 година и тука нели се постава прашањето од каде пари? Од каде пари ке народот кој постојано се жали, кој постојано плаче дека нема пари? Гледате такви трпези, такви гозби, такви прослави, како луѓето да не јадат дома, како да не се свртени дома, така што за недела во 22 часот, вие кои ги имате гледано некој од овие последни една или две емисии за мембари, тие ќе бидат ставени да може да ги погледнат сите гледачи, а вас ќе ви искомпензирам со една вонредна политичка анализа која ќе објавиме или петок или сабота и ќе биде посветена на темата како Васил Топурковски, тоа што ви го најавив некаде пред ден или пред 2 месеци, меѓутоа поради мноштвото на актуелни настани не успеавме да го обработиме, како Васил Топурковски всушност ја направи ВМРО-ДПМН многу посилна партија од СДСМ, или дали за денешното ВМРО-ДПМН Васил Топурковски е многу познаечен од Љупчо Ѓорѓевски, Тодор Александров и Ванчо Михајлов. И тема на вечерашната политичка анализа или работа наслов на вечерашна политичка анализа, постојат две опции, две можности. Едната да биде Артен Груби како Никола Груевски, втората да биде Хали Бери од СДСМ. Ајде да почнеме со Артен Груби. Артен Груби не е дома. Го барале во Чаир, не го нашле во Чаир, избегал преку границата помеѓу Македонија и Косово. Сега има две информации, едната дека се наоѓа на Косово, втората дека се наоѓа во Албанија. И гледате, постојат три опции како да биде изгустиран или политички третиран случајот Артен Груби. Првата варијанта беше Артен Груби да биде новиот Миле Накиевски. Миле е виновен за се, Миле е крив за се, Артен е крив за се. Гледате како изминатите 1, 2, 3 години, сите проблеми на ДУИ, сите проблеми на таа заедничка влада на СДСМ и на ДУИ, во отсуство на оне безличен Димитар Ковачевски, во отсуство на силна политичка и лидерска фигура, беа струполени на грбот на Артен Груби. Па дури и неговите сопартици од ДУИ го обвинуваат Артен Груби дека е клучен за поразот на СДСМ на изборите, а поради дебаклот на СДСМ на изборите, ВМРО-ДПМН убедливо победи и сега веќе и таа специфична тежина на ДУИ во некакви тајни, задкулисни, зад завесата преговори со ВМРО-ДПМН, специфичната улога на ДУИ или позиција на ДУИ или тежината на ДУИ е многу помала од тоа што тие очекуваа во престарт на изборите на 8 мај оваа година. Значи Артен Груби како Миле Накиевски. На грбот на Артен Груби да бидат натоварени сите во наводници криминални случаи, да не излези од тие судски лавиринти или судски коридори и човекот кој ги контролираше во името на ДУИ судските процеси, обвинителските процеси во Република Македонија, гледате ставене на црна листа за контрола на судските процеси, посебно поврзани со Сашо Мјалков, случајот Таргет Тврдина, апелацијскиот суд во Скопје, односно главниот апелацијски суд во Република Македонија. И сега, ако
биде реализирана ролјата која беше намената од делови на структури на ВМРО ДПМН на Артан Груби да биде новиот Милјан Екиевски, тогаш тоа ќе значеше во наredните 2, 3, 4 години Артан Груби да не излезе од судските лавиринти, да се говори постојано за Артан Груби, да има судски случај на судски случај и тој како што се вели како на лента да оди од едно на друго рочиште, да не може ништо друго да прави во животот. Може да заврши преверено топол оброк 3 пати на ден, па да биде пуштен, па од слобода да може да се брани, така натаму и така натаму. Значи првата ролја или првото сценарио беше Артан Груби да биде како Милјан Екиевски. Втората ролја или второто сценарио Артан Груби да биде како Драган Деравелски. Бега од Македонија, 15 на години живее во Белград или во соседна Србија, бидејќи Македонија и Србија немат некаков договор за екстрадиција на српски државјани. Во меѓувреме Драган Деравелски добил српско државјанство, можеби Артан Груби има косовско или можеби има албанско државјанство и некаде по 15 години случајно да се врати во Република Македонија, нешто да му се гарантира, па да заврши 1 или 2 дена на топол оброк 3 пати на ден, да биде пуштен и никој веќе да не говори ништо околу Драган Деравелски, како што тоа би било случај, да речеме, со Артан Груби. Ако Милјан Екиевски беше синоним на владењето на Никола Груевски и во основа Милјан Екиевски има само еден случај кој го терети како министер за транспорт и врски, а многу повеќе го теретат како човек кој реализирал одредени операции во корист на Никола Груевски по оно што се случува на изборите 2011-2013 година, така натаму и така натаму. Артан Груби, односно Драган Деравелски беше синоним на владењето на Љупчо Георгиевски, тогаш Артан Груби да биде синоним на окупацијата на Република Македонија, кој изминатите 2 години и според СДСМ и според ВМРО ДПМН ја спроведува Али Ахмет, ја спроведува дуи во отсуство на силен СДСМ под контрола или под команда или под некоманда на Димитар Ковачевски. И третата ролја која се обидува СДСМ да ме наметне на Артан Груби, дека тој е новиот Никола Груевски. Бега преку граници со премолчено присуство или дозвола на македонските власти. Ако обвинувањата се дека унгарските тајни служби го вадат Никола Груевски надвор од територијата на Република Македонија, но дека тоа е направено со премолчена или прекјутна согласност на врвот на СДСМ, со оперативна контрола на структурите на ДУИ во Министерството за внатрешни работи, го изнесот надвор од Македонија, преку Албанија, преку Црна Гора, преку Србија, завршува во Будимпешта, односно во Унгарија, на топол гулаш 3 пати на ден. Сега обвинувањата се дека со премолчена согласност на власта на Република Македонија, Груби бега во Косово, во Мерцедесот на почесниот конзул на Косово тука во Република Македонија. Гледај и самата улога на тој почесен конзул, а таква варијанта имаше дека со помош на возило на почесен конзул на една источна европска држава која сега може по скратена постапка да стане членка на Европската унија и дека Сашо Мјалков можеби ја напуштил територијата на Македонија, иако тоа подоцна беше демантирано, постојано се каже дека тој бил тука, дека се наоѓал на територија на Македонија и дека Мишко Иванов го нашол нели пред јавното обвинителство на Република Македонија. Така што приказната е дека со помош на властите Артан Груби ја напушта територијата на Македонија, можеби сега на територија на Косово, можеби сега на територија на Албанија. Каде и да се наоѓа е проблематично како да се објасни неговото присуство. Пред 2 или пред 3 недели македонската и косовска влада во Приштина има заедничка владина седница. Можеби за 1, 2, 3 недели, можеби наредната година ќе има заедничка владина седница на територијата на Република Македонија или во главниот град Скопје. Како македонските колеги ќе може да комуницира со своите косовски колеги ако Артан Груби без знаење или без согласно на македонските власти пребега на територија на Косово и таму го кријат косовските власти. Знаете како ќе правите заедничка влада ако на таа владина седница присуствува министерот за правда или министерот за внатрешни работи на Косово, кој го кријат Артан Груби и треба да комуницираат со македонскиот министер за внатрешни работи Панчо Точковски или Филков, македонскиот министер за правда. Ако е пребега на територијата на Албанија, а имаше одредени индикации уште некаде пред крајот на минатата година дека во случај дуи да биде опозиција или во случај ВМРО ДПМН да формира владата, дека Артан Груби би можел да биде назначен како некаков советник на Еди Рама, можеби сега на територија на Албанија, меѓутоа тоа исто така политички опортуно. Знаете, Албанија во овие недели ги отвира пристапните преговори со Европската унија и едно од поглавјата е за владењето на право и за правната држава. Како Албанија ќе објасни дека на незина територија кој таму се наоѓа Артан Груби, го крие бегалецот Артан Груби и Албанија која допред
2 месеци беше во пакет со Република Македонија на патот кон Европската Унија, ќе објаснам дека во Република Македонија не постојат услови за фер политичко судење, дека во Република Македонија постојат политички бегалци, политички азиланти, луѓе кои бегат од македонските власти, кои можеби вршат непримерена, недозволена или нереална, необјективна репресија на македонската територија. Така што, знаете, ова роља која СДСМ му ја дава на Артан Груби, СДСМ тоа не знае да го избоксира, да го излечи или да го изниансира до крај, досато тука тоа опозицијско јавно мнение, на кој многу повеќе им наликува Артан Груби на Никола Груевски, отколку што Артан Груби им наликува на Милијана Киевски или на Драган Даравелски, така што со тек на времето, во наредните неколку години, ако не се врати Артан Груби, тогаш многу повеќе ќе се прават алузии или знак нееднаквост помеѓу Артан Груби и Никола Груевски. Има, нема, на крај има кривична прива, ќе има дали ќе биде прифатена за Димитар Ковачевски Таче. Или поранешниот лидер на СДСМ и премиер на македонската влада. Гледате, Димитар Ковачевски Таче може би да добие кривична пријава поради правење или поради неправење. Знаете, некојаш поради правење учествуваат активно во некои криминални активности, а понекојаш поради неправење не ги спречувате тие криминални активности. Тоа што сега го прави Христијан Мицкоски, за да може да ја излечи својата локомотива, владениот воз, кој полека заглавува во тој француски предлог со прифаќање или со неприфаќање. Гледате, владата Никола Клюсев падна поради Лисабонската декларација, владата на Христијан Мицкоски се наоѓаше во некаков политички ќорсокак поради францускиот предлог, па оние протести, шарена револуција пред Уставниот суд на Република Македонија и ставање на Артан Груби. Со ставање на Артан Груби, како меор од Сапуница, се распадна шарената револуција на Али Ахмети или на Дуј. Меѓутоа, и Димитар Ковачевски ги имаше истите овие барања кои беа ставени пред Христијан Мицкоски. Управата за јавни приходи или даничната сфера во Република Македонија, енергетската сфера во Република Македонија и тие апсења кои беа направени во енергетската сфера, одредени полициски, параполитички структури, така натаму и така натаму. Димитар Ковачевски немаше политичка сила, немаше политичка кондиција или немаше политичка волја да спроведе такви операции во периодот кога тој беше на власт во Република Македонија. Ова негово ставање на кривичните листи на владата на Христијан Мицкоски може би да биде процесирана, може би да не биде процесирана таа кривична пријава, и тоа е најмалку важно, пораката која се испраќа до Димитар Ковачевски дека тој имал шанса да спроведе таква операција, безбедносно, криминална, полициска, расчистување на одредени нетранспарентни, коруптивни ситуации во Република Македонија, и тој не спровел таква операција, за разлика од Христијан Мицкоски кој спроведува таква операција, што ќе рече дека таа листа која му била ставена на Димитар Ковачевски со посредство на еден владин министер кој бил дел на неговиот владин кабинет и тој не ја реализирал, сега му е ставена пред Христијан Мицкоски, но на таа листа е допишано името на Димитар Ковачевски. Гледате, така завршуваат сите кои се работат со американците. Или нема да реализират одредени процеси, или ќе реализират одредени процеси, но сите тие имаат одреден рок на траење. По завршување на тој рок на траење, тие може да бидат пуштени низ вода. Нешто слично може би се случува во соседна Србија, гледате, пред 2 дена. Огромни протести во неделата, огромни протести во центарот на Белград, тој е плоштадот кај хотелот Славија, кој има одредено историско значење за соседна Србија, бидејќи мај 1903 година тамо се собираат српските официри кои влегуваат на кралскиот двор и го екзекутираат Александар Обреновиќ и Драга Машин, неговата сопруга. Така што тие протести на плоштадот Славија секојаш имаат одредено значење за разврските на српската политичка сцена. Успеа да преживее Александар Вучич. Меѓутоа вчера на дерби над преворот Баба Лигата помеѓу Партизан и Црвена звезда, домаќин е Црвена звезда, за прв пат дел од симпатизерите на Црвена звезда погрбно скандираат за Александар Вучич, она позната флоскула Вучич УПЕ-ру, така што прв пат тоа го слушаме 2, 3, 4 години, тие пораки ги слушаме над преварите на фудбалскиот клуб Партизан или кошаркашкиот клуб на Партизан. Сега за прв пат
белградските дели навијачите на Црвена звезда или дел на навијачите на Црвена звезда поградно скандираат за Александар Вучич. Таму работите не се докрај јасни, не се докрај расчистени, иако многумина смета дека ова е некоја форма на шарена револуција за Александар Вучич, мене се ми се чини дека тука многу помала улогата на американците или многу е мала улогата на американците, а многу е поголема улогата на британците и улогата на русите, а секогаш британците и русите имаат клучни логистики, главните логистички центри нивни се во Белград. Тоа беше мајскиот преврат, тоа беше она што случи 41 година, рушење на Слободан Милошевиќ и така натаму, така што некои слични операции сега се случуваат во Белград. Тука во Република Македонија со пуканки ги гледаме тие процеси. Беше неодбележено во македонските медиуми, македонските студенти или организацијата или кровната конструкција на македонските студенти им дадоа поддршка на српските студенти, така што знаете, тоа некој сценарио можеби ќе се случи во Република Македонија, но не преку спектарот на невладини организации. Тоа го разговаравме во неделата со Љубомир Фрчковски, затоа и беше интервјуто со Љубомир Фрчковски. На еден фин, мек начин да ги покажеме разликите во погледите како ќе се развијат политичките разврски во Република Македонија. Онаа теза која постојано ја кажува Фрчковски, ја кажуваат и дел на структури блиски на СДСМ, дека преку спектар на невладини организации треба да се репризира некаква мини шарена револуција, нема невладини организации. Се распадна мрежата на Сорос, напротив, Сорос е во блиски релации со Александар Вучич и сигурно Сорос не би го рушил Александар Вучич, па да правиме некакви реминисценции, репризи или повикување на тоа што се случува во Белград, па ќе се случува во Скопје, но тој спектар, таа рамка, тој конус на невладини организации, всушност е организација кои ќе бидат сега финансирани од Зоран Заев. Преку неговата невладина организација, всушност Зоран Заев го тестира моделот дали може преку финансирање на такви невладини организации да ја бетонира својата позиција во СДСМ, да ја бетонира својата позиција во македонската опозиција и преку тој спектар на невладини организации кои се сега оставени на суво, немаат финансиски кислород, бидејќи таа структура на Сорос сега се бори самата да преживее во Америка, можеби ќе се најде некој Сорос од Муртино, Зоран Заев, кој ќе ги финансира и кој можеби ќе ги злоупотреби за да може да се пазари со власта, да се пазари со странците, да не заврши таму кај што заврши Груевски или таму кај што заврши Сашо Мјалков. И гледате како почна, така и заврши случајот со Боки 13. Зошто постојано говорејќи за Артан Груби и за се оно што се случи на политичката сцена, јас го поврзувам со случајот на Боки 13. Го поврзувам со случајот на Боки 13 бидејќи тоа е систем на врзани садови. Бидејќи ако се отвореше случајот на Боки 13, тогаш ќе требаше да се влезе во пресметка со Сашо Мјалков. Исто како што ставањето на Артан Груби на американската црна листа беше зелено светло до Христијан Мицковски за пресметка или за расчистување со Сашо Мјалков. Бидејќи се покаже дека Мицковски не сака да го затвори ниту случајот со Боки 13, тој е дел на таа негова медиумска мрежа која тој ја формираше последните 12 или 24 месеци, нема сила барем сега да расчисти со Сашо Мјалков и му дозволува во наводници на Артан Груби да ја напушти територијата на Република Македонија. Враќањето на Артан Груби евентуално би го отворило процесот на расчистување со Сашо Мјалков, а процесот на расчистување со Сашо Мјалков би го отворило процесот на расчистување со Боки 13. Бидејќи Боки 13, вие знаете како црн петко, кој се дели од раците на Мицковски, на Сашо Мјалков, на Груевски, на Зоран Заев и на крајот на сите нив им одговараше да биде распуштено или да биде укинато специјалното јавно обвинителство во Република Македонија. Од кога се заврши својата улога, од кога го донесе Зоран Заев на власт во Република Македонија, од кога Зоран Заев успешно или неуспешно расчисти со одредени политички противници или направи одредена промена во судството, обвинителството или во органите на владење во Република Македонија, одеднаш специјално јавно обвинителство, ако беше силно специјално јавно обвинителство, како во Европската унија, како во Хрватска, како во Романија, тоа првенствено ќе се бавеше со криминалите на власта. А во првите 2 или 3 години од владењето на Зоран Заев беа очигледно направени големи криминали, така што самата влада на Зоран Заев, па можеби самиот Зоран Заев, ќе беа предмет на истрага на специјалното јавно обвинителство. За тоа да не се случи, за тоа да биде распрскано во овие нормални обвинителски и судски коридори кои се под контрола со бомбите, со тоа примопредавање помеѓу Мјалков, Груевски и Зоран Заев на преговорите во Пржино, можеби Христијан Мицковски е дел или е договорен
на тие преговори во Пржино, таму се договорени мочи или очигледно се договорени најмалку две имиња, тоа е Христијан Мицкоски, тоа е Катица Јанева, и секој судбината на Мицкоски и на Катица Јанева, гледате, политичката судбина е испреплетена, можеби немаше место на политичката во наводници сцена за двајцата. Во моментот кога е пуштена Катица Јанева, доаѓа на власт Христијан Мицкоски, или Христијан Мицкоски треба да ги поврзува тие кафетини играчи Зоран Заев, Сашо Мјалков и Никола Груевски. Гледате, на оној коктел на Радмила Шекеринска, каде што таа ја прославува или го прославува за минувањето на функцијата втор човек на НАТО алијансата, се поканети два бизнисмени. Едниот е Живко Макетов, лидерот на Кафетин коалицијата, и вториот е Хари Костов, лидерот на некафетин коалицијата. И тоа ја покажува подвоеноста или двојството во олигархиската сфера во Република Македонија. Од ова Кафетин коалиција, каде што се Живко Макетов, каде што е Сашо Мијалков, каде што е Кочо Ангјушев, каде што е Јордан Камчев, каде што припаѓа Артан Груби, каде што припаѓа и Димитар Ковачевски и Миле Зечевиќ, и лесно може да се случи сега Артан пиеше на Миле моја редот. Од таа структура се 4 лица ставени на американската црна листа. Од структурата нова не би можеле да речеме стара олигархија, бидејќи старата олигархија веќе не постои, поделена е на мали парчиња. Децата на големите олигарси дојдоа на сцена и тие го распродаат, го раскрчмија капиталот кој го создава нивните татковци со помош на тајните служби во Република Македонија, со чест на исклучоците, така што оваа некафетин коалиција е и таа на некој начин ново компонирана, е формирана малку пред кафетин коалицијата. Нема представник на таа некафетин коалиција кој завршил на американската црна листа, иако постојано се сметаше дека Бранко Црвенковски е патриархот на оваа некафетин коалиција. Последните настани и последните разврски во Република Македонија покажа дека Бранко Црвенковски преку Хали Бери на СДСМ е врзан со оваа кафетин коалиција. Всушност кафетин коалицијата беше користена во процесот на рушење на власта на ДУИ и на СДСМ. Гледате колку е тоа една комплексна операција. Делно овие структури на СДСМ и на ДУИ припаѓаат, се привлечени од таа кафетин коалиција, и тие со правење, гледате, Димитар Ковачевски цел мандат му поминува со правење или со неправење. Со неправење тој ги губи изборите. Овие кои се против него со правење, права тој да ги изгуби изборите. И тоа е таа мешавина, тој молотов коктел кој Мицкоски го носи на власт, а СДСМ го симна од власт во Република Македонија. Ајде сега да дадеме обландата или рамката во која се случува сите овие процеси. Тоа се толку комплексни процеси, тешки за објаснување, уште потешки за разбирање. Затоа во најмалку две вонредни политички анализи за вас кои сте мембари, ќе се обидиме да ги објасниме тие процеси, можеби ќе ни требаат и 3 емисии вонредни за политички анализи или за вас кои сте мембари. Хали Бери од СДСМ е Наташа Савова. Долги години најблизок соработник на Бранко Црвенковски. Таа е до Бранко Црвенковски кога тој 2011 година ги губи изборите. Според многумина тој ги добил изборите, тоа што нели го кажа Љубомир Фрчковски, меѓутоа на еден чуден начин го признава поразот и ги губи изборите 2011 година. Значи Наташа Савова е блиска до Бранко Црвенковски. 2008 година Наташа Савова го носи Димитар Ковачевски ке Бранко Црвенковски. До тогаш Бранко Црвенковски многу малку преку неговиот татко или воопшто не го позна Димитар Ковачевски, на тотално небитна политичка фигура, иако тој кога стана лидер на СДСМ и кога стана премиер на македонската влада, се обиде, знаете, како оние Скороевичи да направи одредена политичка приказна за некаква негова огромна улога во младинските структури на СДСМ, па правење на младински структури заедно со Игор Ивановски, заедно со Радмила Шекеринска, иако тоа воопшто или многу малку одговара на вистината. Значи 2008 година Хали Бери или Наташа Савова го носи Димитар Ковачевски кај Бранко Црвенковски. 2021-2022 година, кога се бира новото раководство на СДСМ после оставката на Зоран Заев како председател на СДСМ, Радмила Шекеринска како заменик председател на СДСМ и Лјупчо Николовски како генерален секретар на СДСМ, иако Кумановската линија и многу пријатели му сугерираат на Димитар Ковачевски да не го зима Миле Зечевиќ како генерален секретар, Наташа Савова или Хали Бери го убедува Димитар Ковачевски да го земи токму Миле Зечевиќ како генерален секретар на СДСМ. На тој начин Миле Зечевиќ на почетокот е осигурач на Наташа Савова и на таа структура околу Наташа Савова врз Димитар Ковачевски, а во подоснежните фази и осигурач на Зоран Заев врз работењето на Димитар Ковачевски. На почетокот
на својот мандат Димитар Ковачевски покажува некаква иницијатива да се одвои од Зоран Заев, меѓутоа после неколку месеци, поради политичка или поради човечка слабост, тој не успева да реализира целата таа операција. После паѓањето на Бранко Цренковски, не од власт, бидејќи од тој од власта се заминува 2008-2009 година, кога му завршува председателскиот мандат, туку по заминувањето 2013 година од позицијата прв човек на СДСМ, во одредена операција во која учествуваат Бранко Цренковски, Сашо Мјалков и Никола Груевски, Наташа Савова завршува во Стопанска банка Битола, ке Ордан Орце Камчев, кој треба да реализира целата таа операција. Миле Зечевиќ, во врвот, во наводници на својата бизнис кариера, е председател на надзорен одбор токму на таа Стопанска банка Битола. Таа Стопанска банка Битола сега го одби купувањето или спојувањето или приклонувањето кон Комерцијална банка Скопје. Така што преку Наташа Савова, Бранко Црвенковски многу повеќе припаѓа на таа кафетин коалиција, отколку што припаѓа нова некафетин коалиција под контрола на Хари Костов. Затоа некаде пред 2 недели, ја спомнав 2004 година, Хари Костов е премиер на македонската влада, предходно е 2 години министер за внатрешни работи, ставене на функцијата министер за внатрешни работи, иако многуми напишува дека тој самиот тоа го барал, вклучително Мирка Велиновска, екипата околу Мирка Велиновска, истината е малку поинаква, после 2 години, од кога не беше скршен како министер за внатрешни работи, тој станува премиер на македонската влада. Во одредени поврзани операции, каде што учествуваат Али Ахмети, Бранко Црвенковски, Јордан Камчев, Агром Буџаку, Хари Костов во наводници е принуден да напушти премиерската функција. Тоа е клучната 2004 година за СДСМ, бидејќи ако тогаш не беше пуштен из вода Хари Костов, и СДСМ и Република Македонија ке личеа многу поинаку. Подоцна е потрошен моделот на Трифон Костовски, што ке рече бизнисмен за премиер, за председател или на некоја врвна функција во Република Македонија, и се ми се чини дека сега Бранко Цренковски како дел на некоја кафетин коалиција, во случај на политичка криза ала Вучич тука во Република Македонија, имат готов производ, тој е Живко Мукетов. 2011 година, ова некафетин коалиција, која беше пуштена низ вода 2004 година, му враќа на Бранко Цренковски и врши притисок тогаш врз слабиот Бранко Цренковски да не се кандидира тој како кандидат за премиер ако СДСМ ги победи изборите 2011 година, туку како шпицен кандидат да биде Радмила Шекеринска. Радмила Шекеринска тогаш ги губи изборите, ги губи Бранко Цренковски, па дојде 2013 година Бела Чао, Ладата, Отпорот и 2013 година Бранко Цренковски се заминува од челната позиција на СДСМ. Тоа е порака и до македонската опозиција. Не почна меѓународната заедница процес на рушење на Никола Груевски, тогаш кога му доаѓа времето да биде рушен Никола Груевски, се дека Бранко Цренковски е начело на СДСМ. Така што и процесот на детронизација на Мицковски тогаш кога ќе му дојде времето, нема да почне се дека Зоран Заев преку Венко Филипче, а и само иницијативно има контрола врз македонската опозиција, врз тој спектар на невладини организации кои сега во некаква лимбо ситуација кога структурата на Сорос се распаѓа на светско ниво, стануваат без финансиски кислород, можеби тој финансиски кислород да биде групацијата на Зоран Заев, така што со Венко Филипче и со Зоран Заев меѓународната заедница кога ќе дојде време нема да влезе во процес на рушење на Христијан Мицковски. Така што тука улогата на Наташа Савова и на Хали Бери, која го врзува за себе Бранко Цренковски, го приклонува на страна нова кафетин коалиција и од таа структура на кафетин коалиција каде што припаѓа делум на Никола Груевски и Живко Мукетов и Сашо Мјалков и Христијан Мицковски, делумно и Димитар Ковачевски, а со една или со таа посилна десна нога и Бранко Цренковски, тоа е таа коалиција која се искористи за рушење на СДСМ, на делови на СДСМ кои со делови на ДУИ беа прифатливи за меѓународната заедница, им беше ставена на работната маса одредена акција, одредена операција или неколку операции кои требаше да ги спроведат. Ниту една од тие операции не спроведува. Димитар Ковачевски заврши со кривична прива која може да биде, а и не мора да биде процесирана и прифатена. Миле Зечевиќ може да заврши на некоја кооперативна црна листа или некаква листа за сунчење, бидејќи сите негови политички сојузници завршија, беа фатени во оние апсење со тецот со рекот, Артем Груби кој беше негов Мирко и Славко, што се вели Васил Рингов и Дарко Панчев сојузник,
во процесот на владење, заврши на црна листа, така што Миле Зечевиќ сега виси како некаков лампион, може да биде вамо, може да биде тамо, знаете како одредена пепелјара, ако имате комода, вие не можете таа комода како сакате да ја распоредувате во дневната соба, но ако имате пепелјара или некое мало сијаличе, тогаш можете да го ставите кај сакате. Таква е сега ролјата на Миле Зечевиќ, може да го стават тамо каде што ќе им треба. И ајде сега Артем Груби да го ставиме во една таква политичка рамка. Артем Груби ќе биде вратен назад во Република Македонија, ако некој сака да изврши притисок врз Христијан Мицкоски и врз Али Ахмети. Артем Груби нема да биде вратен назад во Република Македонија, ако некој сака да остави простор Христијан Мицкоски во ните 6, 12, 18, 24 месеци, сеедно да реши одредени домашни задачи кои му се ставени дека мора да ги реши. Или да му се овозможи на Али Ахмети сам, или во некаков пакет со Изет Меджити да биде дел на владата на Христијан Мицкоски. Значи, тоа се двете варијанти околу Артем Груби. Меѓутоа, ајде сега тој албански политички фактор да го ставиме во една така направена или скицирана, насликана рамка на македонски политички субјекти, на Мијалков, на Груевски, на Мицкоски, на Зоран Заев, на Бранко Царенковски, на дел од Кафетин или не Кафетин олигархија во Република Македонија. Прв избор и на Зоран Заев, и на СДСМ, и на олигархијата е Изет Меджити, поранешен градоначалник на општина Чаир, кој 2016 година заедно со Теута Арифи и со Невзат Бејта работат и ја спречуват владата или формирањето на владата помеѓу Никола Груевски и помеѓу Али Ахмети. Меѓутоа, во наредните 3 или 4 години и Изет Меджити и Ермира Мехмети ја губат битката со Артем Груби. Артем Груби кој полека се искачува во хиерархијата на ДУИ и станува најблизок соработник на Али Ахмети. Ермира Мехмети е елиминирана после она афера со Муса Џафери, иако незиниот брат Замир Мехмети беше еден од двата клучни лика македонец и албанец на шарената револуција во Република Македонија. Со таа шарена револуција требаше да биде сменет не само Никола Груевски, туку и Али Ахмети. Бидејќи Изет Меджити ја губи таа битка и Артем Груби станува се посилен и посилен, станува вице-премиер во влада на Зоран Заев. Зоран Заев, како што велат добро упатените, го храни Артем Груби со одредени бомби и бомбички за тој да ја зајакни својата позиција во структурите на ДУИ и најблиску до Али Ахмети. Каква ќе биде неговата улога? Дали има вистина во тие приказни за разни бомби, бомбички, жолта куќа, Хашим Тачи, пакување можно на Али Ахмети, тоа ќе покаже веројатно истрагата која ќе следи, ако следи во наредните неколку месеци. Вториот, односно третиот играч е Фатмир Бесими, министер за финансии. Гледате и кога Кафетин коалицијата влегува во фингирана или не фингирана војна со Али Ахмети и со Артем Груби, никој не го спомнува името на Фатмир Бесими. Фатмир Бесими, кој е првично и првенствено играч на Бранко Царенковски, преку негов близок роднина во Агенцијата за разузнавање и по масонски канали близок играч до Живко Мухетов. Така што кога ова конфронтација помеѓу ДУИ и Кафетин, односно олигархиската структура во Република Македонија, никој не го спомна Фатмир Бесими. Фатмир Бесими кој шеф на изборен штаб на изборите 2020 година, кој значеше големо враќање на ДУИ и на Али Ахмети на политичката сцена, воопшто не е тангиран. Дали ќе замени во политичка пензија, дали го чуваат за некакви нови политички разврски, ќе видиме. Значи Фатмир Бесими, Изет Меджити и Артем Груби. Артем Груби е всушност човекот кој ги врзува политичките процеси до Али Ахмети и до таа ВМРО-вска структура. Сашо Мијалков, близината со Артем Груби и неговото стање на црната листа е притисок врз Христијан Мицкоски да расчисти со Сашо Мијалков. Од друга страна, преку Сашо Мијалков, целата таа Кафетин структура, Јордан Камчев, Живко Мухетов се врзува со Бранко Царенковски и посредно со Зоран Заев. Тука е клучно обидот за преземање на Комерцијална банка во времето на Бојко Борисов, кога ќе разјасним улогата и на Сашо Мијалков и на Зоран Заев наредниот вторник, кога ќе правиме политичка анализа. И доаѓаме до Бујар Османи. Бујар Османи кој секогаш бил во пакет со Артем Груби, допред една година, 1-2 месеци самитот на ОПСЕ во Република Македонија, се бараше оставка од овие огнени момчиња кои се сега дел на таа структура влен или вреди во Република Македонија од Бујар Османи, меѓутоа подоцна, знаете, беше политички опортуно и политички глупо да се бара оставка човекот кој е председавач на ОПСЕ, на конференција на ОПСЕ, годишна конференција која се случи тука во Република Македонија. Така што Бујар Османи пред една година, 1 месец беше изваден од чинелот на Артем Груби. Али Ахмети на парламентарните избори
оваа година, на 8 мај 2004 година, не го става Бујар Османи да биде ниту на листа, ниту да биде носител на некој од листите на парламентарните избори, туку го става да биде против кандидат на здружената албанска опозиција предводена од Арбен Таравари на претседателските избори. Победува Бујар Османи. Дали тоа ќе значи конечно издвојување на Бујар Османи од чинелот со Артан Груби или не, само привремено, ќе видиме, ќе покажи подоцнежната истрага која ќе се проведе. Дали тој ќе биде дел или нема да биде дел на некоја црна листа на Артан Груби. Но тоа е политичкиот моментум и таа обланда во која се случуваат политичките процеси во Република Македонија. Мислам дека во овие 30 на минути нешто објаснивме, дополнително ќе објасниме во вторник или во среда, 31 декември или 1 јануари, последна емисија 2024 или прва емисија 2025 година. Петок и сабота, како што ви реков неколку пати, ќе имаме политичка анализа Васил Топурковски, дали тој клучен играч на новото современо ВМРО ДПМН и тој го прави во наводници ВМРО ДПМН посилна партија од СДСМ, за масоните, за Тони Пешев, за таа структура околу Бранко Азевски, кафетин и не кафетин коалиција, тоа е всушност рамката. Во таа рамка пливаат и се кријат, функционираат крупни ајколи на македонската бизнес и политичка сцена. И Сашо Мјалков, и Никола Груевски, и Бранко Ценековски сега, Христијан Мицковски, Зоран Заев, кој плови тамо по некое јужно кинеско или некакво друго северно кинеско море. Сето тоа ќе објасним вторник. Сега објаснив, мислам, сосема долно ви е јасно како функционира целиот тој процес. Целиот тој процес всушност ги спроведе промените во Република Македонија. Го симна од власт Димитар Ковачевски, кој немаше никаква контрола, кој не гарантираше безбедна, известна бизнес и политичка разврска на клучните играчи во Република Македонија. На власт го донесе Христијан Мицковски. До пред еден месец имаше најслаб старт на било кој премиер во последните 33-34 години. Странците му фрлја гума за спасување со списокот што треба да прави во ТЕЦ, во РЕК, во полициските структури, даночните структури во Република Македонија. Го стави Артан Груби на американската црна листа, е растурија како меурот сапуница шарената револуција на Дуи. Сега има Христијан Мицковски мирно море. Дали тоа мирно море ќе го искористи или нема да го искористи како Димитар Ковачевски, па ќе му се случува нека Виктор Орбан варијанта или Александар Вучич, тоа во наредниот период. Тоа беше нашата политичка анализа. Ново дружење вторник или среда во 20 часот и 30 минути и вонредно дружење петок или сабота некаде 21-22 часот. До петок, сабота, до вторник, среда, пријатно вечер Македонија, каде да си.